Почитувана директорке на програмскиот совет, ако не грешам, јас денес не би сакал да се осврнувам на финансискиот дел на извештајот на Македонската радиотелевизија, но сепак не можам да не го спомнам расипничкото однесување на директорот на Македонска радиотелевизија. Не знам дали е вратен од Милано, пред 10 дена замина за Милано. Тука ќе го спомнам светското првенство во ракомет во Катар. Тука ќе го спомнам отворањето на Канскиот филмски фестивал. Треба ли да ги спомнам картите во партер за новогодишниот виенски концерт? Сите овие случувања со неговата сопруга. И овде вие можете да ми кажете дека тоа не е платено со пари од МТВ, од граѓаните на Република Македонија, дека е преку агенции, спонзорства и така натаму. Нема бесплатен ручек. Бидете убедени во тоа. Кој знае какви се не концесии има дадено директорот на штета на куќата за да може да ги добие овие привилегии. Во годишниот извештај, финансискиот дел на годишниот извештај за работа на МТВ, на страна број 18, во партија 14, вредносни усогласувања на побарувањата. Отпишани се неплатени побарувања под основ на радиодифузна такса во висина од 156 милиони денари, или по 190 денари една радиодифузна такса, близу 822.000 радиодифузни такси. Или на годишно ниво, ако цела година едно семејство не плаќало радиодифузна такса, близу 70.000 семејства им ја имате простено радиодифузната такса. И овде, верувајте, нема ништо спорно. Ако нештото сте го направиле според мерливи критериуми, ако сте го направиле за ранливи категории под строго дефинирани услови. Ама што правиме овде со 20.000 блокирани сметки на македонски семејства кои леп не можат да си купат? 20.000 сметки кои едва и крај со крај закрпуваат. Селективна правда, селективна аболиција, селективен отпис на долгови. Тоа е главната карактеристика во овој момент во Република Македонија. Во оваа држава, во која сите по устав се рамноправни, вие направивте некои да бидат порамноправни од другите. Ова е еден аргумент плюс повеќе зошто пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз предлага укинување на радиодифузната такса за сите граѓани. Поставувам уште едно финансиско прашање. Колкав е долгот кон ЕБУ, European Broadcast Union? Зошто не се емитува сателитска програма преку сателит? Законска обврска имате. Ја стримувате преку интернет. Имате сателитска редакција. Во статутот ви пишува законски. Казниво ако не емитувате. Не ја емитувате. 700.000 денари имате дадено за одржување на веб страната на Македонската радиотелевизија. Близу 11.000 евра. На фирма близка до директорот. Овие прашања треба да се одговорат. Ајде сега за програмата. Една од документарните емисии кои со задоволство ја репризирате неизмерно многу е документарната емисија за доктор Христо Татарчев. И ништо не сте научиле. Ем ја репризирате, ем не сте ја гледале, и ако сте ја гледале, ништо не сте разбрале. Првиот председател на ВМРО, доктор Христо Татарчев, во своите спомени ќе напише: ВМРО е создадена како неизбежна неопходност за да се стави крај на хаосот во Македонија, хаос создаден од бесправен и уништувачки режим, како и од заштитената од власт пропаганда, кој го рушеше единството и моралот на нашата нација. Ова е констатација, почитувани, за Македонија во крајот на 19 век,
под османлиско владење или 21 век Македонија под чизмата на Груевски. Уште еднаш, револуција како неизбежна неопходност за да се стави крај на хаосот во Македонија, создаден од бесправниот и уништувачки режим, како и од заштитената од власт пропаганда. Очигледно, директорке, каменот доаѓа од близу, од најблизу, од првиот председател на организацијата на која пратениците од власта се обидуваат да бидат идеолошки наследници. И оваа кованица е кажана во бомбите, а вие, директорке, ги преспавте бомбите. Овој ваш, на прв поглед детален извештај, всушност е едно големо ништо. И после една цела помината година, вие не свативте дека 2015-та е исклучително важна година во историјата на Република Македонија. Година меѓник, пресвртна година за финална демократизација на државата, за враќање на правдата и правичноста за секој граѓанин и за конечно завршување на толку болната и долготрајна транзиција и нејзиниот последен и најголем представник, поранешниот премиер Груевски. За оваа година, господјо директорке, вие доаѓате со статистички податоци, суви бројки, без буквално никаква суштина. Објавувавте се што сакавте. И јас овде нема да спорам околу тоа. Главниот проблем не е во тоа што цело време објавувавте и прайм тајм му дававте на измислени настани, на виртуелни манифестации и псевдоактивности на главниот покровител на пропагандата, според зборовите на доктор Татарчев, Груевски. Најголемото злосторство, директорке, го направивте со необјавувањето на важни информации за граѓаните на Република Македонија, а треба да бидете сервис на сите граѓани. Сервилноста кон власта никако не е карактеристика на новинар, а уште помалку на квалитетен новинар. Во вашата програма немаше место за ниеден настан кој би ја разнишал лажно креираната слика за вредниот, честниот, милозливиот, саканиот, посветениот ви лидер. Важноста на 2015 година, меѓу другото, е и заради обезбедувањето на вистинското лице на режимот. А вие, господјо директорке, цела година бевте само неми статисти. Еве ви само еден најобичен пример. Биенална конференција на Европска банка за обнова и развој. Цела недела 2014 година ушите ни ги подувте со тоа што тогашниот премиер беше на таа конференција во Лондон. После 2 години не ни спомнавте дека постои таква конференција за инвестирање во инфраструктура во Западен Балкан, заради тоа што прво немавме премиер таму, зашто Груевски не беше повеќе премиер. Размислете што е она што и правите на македонската јавност. Еве ви друг, многу обичен, а многу силен пример. 17. мај 2015 година го преспавте, а 18. мај со својот предзнак контра беше вашиот фокус. Ако со еден збор треба да ја дефинираме, да ја опишеме работата на македонската радиотелевизија не само во 2015 година и годините наназад, тоа е зборот селективност. Баш затоа потребни се вистинските реформи, кои во прво место треба да ја опфатат македонската телевизија и сите останати медиуми. Станува збор за хранители на народот, на граѓаните, со вистински реални информации, а не со агитација и пропаганда на платеници кои по секоја цена се обидуваат да ја креираат розовата слика за реалноста во Република Македонија. Благодарам. Госпожа Снежана Клинчарова има